Драги мои, денес ќе ви раскажам приказна за Валентина Терешкова, неверојатна девојка која стана првата жена што отпатува во вселината. Сите ме вика жена од звездите, но во стварноста јас бев родена во едно мало руско село во близина на реката Волга. Татко ми загина за време на војната, кога имав само 2 години. Па така мајка ми, работничка во фабрика, и преостана да се грижи со многу тешкоти за мене и за моите браќа и сестри. Токму затоа, кога имав 16 години, морав да го напуштам училиштето и да почнам да работам во фабрика. Меѓутоа, толку многу сакав да учам што успеав да добијам диплома, посетувајќи вечерно училиште. Една моја пријателка ме заинтересира за спортот кој наскоро стана моја огромна страст – падобранството. Својот прв скок го направив кога имав само 22 години. Тоа чисто небо и убавината на земјата одозгора ме магипса толку многу, што во најскоро време поитав во пилотската академија. Еден ден дознав дека владата планира да ја обучи првата жена космонаут. Првото нешто што го направив беше да се запишам на обуката. Благодарение на моето искуство како падобранка, бев избрана меѓу многу други млади жени. Набрзо, по мојот 26-ти роден ден, дојде судниот ден. 16 јуни 1963. Техничарите ми помогнаа да го ставам шлемот и да го облечам огромниот астронаутски костим, а потоа ме одведоа до лансерната рампа. Мојата капсула, наречена Восток 6, не беше ништо друго, туку една мала топка со многу мали прозорчиња. А мене ми изгледаше речиси како куќа за џуџиња. Се качив самата, а при тоа не можев да го разликувам звукот на метрономот кој одбројуваше од биењето на моето срце. 3, 2, 1, 0 и одлетав нагоре кон звездите. Здраво универзуме, ти си прекрасен, шепоте возбудена, обкружена со синилото на небото и магичниот хоризонт кој се простираше пред мене. За време на радиоврската го користев прекарот Чајка, што значи галеб на руски, затоа што таму горе во тоа бескрајно големо пространство навистина изгледаше како да имав крилја. Еден ден тоа стана името на еден астероид, 1671 Чајка, а подоцна една месечева долина беше наречена по моето презиме – Долина Терешкова. Во тие мигови секако нема време да се радувам на глетката или да безделничам. Требаше да изведам експерименти за реакциите на моето тело во вселината и да направам фотографии од хоризонтот, како и да пишувам дневник и да го проверувам правецот на вселенскиот брод. А тоа не беше баш прошетка, особено за време на првите орбити. Страдав од силна мачнина, се чувствував ужасно уморна. Сепак, толку многу се навикнав на тоа што дури и побарав да ми го продолжат патувањето. Кога зборував со базата, се шегував, се смеев со моите колеги и во еден момент почнавме да пееме заедно. По 2 дена, 22 часа и 49 комплетни орбити, јас бев подолго во вселината од сите машки астронаути заедно. Сега беше време да се вратам. Неволно ги почнав процедурите за враќање. И неколку километри над земјата, како што беше очекувано, моето седиште беше лансирано надвор од вселенскиот брод. Се приземив без никакви потешкоти и со помош на падобран. И погодете што? Се смеев. Насмевка голема колку месечината. Се чувствував толку горда што сум првата жена што отишла во вселината. Подоцна беше издадена поштенска марка и искована монета во моја чест и насекаде се славеше моето име. Мојот подвиг му покажа на целиот свет дека жените се способни
да летаат во Вселената, исто како и мажите. Сватив дека владината одлука да испрати жена беше клучна. Птицата не може да лета само со едно крило. И според овој исказ, патувањето во Вселената не може да се развие без активно учество на жените. И тоа не е се. Ви уверувам дека ако можеме самите да се справиме со патување во Вселената, нема ништо што не можеме да го направиме. Со овие мисли во главата се запишав на инженерски факултет. Денес живеам во Центарот за обука на космонаути недалеку од Москва. Иако помина многу време од тој лет, секоја минута од мојата работа е посветена на потсетување на луѓето за кршливоста на нашата планета. Од една страна, и за неисцрпните можности и храброста на жените од друга страна. Можете и да ме викате жена од звездите, ако сакате. Но подобро, секој ден би била жената која се врати од небото за да ја прегрне земјата. Сакаш да бидеш како Валентина? Не плаши се да целиш високо до звездите.